Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Главната вест што го окупира светот денес доаѓа од Либија. Веднаш ќе ви кажеме што се случува таму. Британскиот премиер Дейвид Камерон ветува дека ќе помогне во потрагата по либискиот лидер Муамер Гадафи за да биде изведен пред правдата. Камерон денеска повика соборениот либиски лидер и неговите следбеници да се откажат. За време на конференција за печатот во Триполи, британскиот лидер зборуваше заедно со францускиот колега Николас Саркози. Британскиот премиер Дейвид Камерон и францускиот председател Николас Саркози се во Либија на разговори со преодната влада. Тие станаа први странски државници која посетија Либија по падот на режимот на поранешниот лидер Муамер Гадафи. А од другите вести, Human Rights Watch во извештај на 50 страници го повика Меѓународниот кривичен суд да се држи повеќе до неговите стандарди за независност и непристрасност. Денешниот извештај содржи ревизија на првите 5 истраги што ги спровел Меѓународниот кривичен суд од неговото формирање во 2002. Извештајот посочува дека Меѓународниот трибунал честопати ги одминува клучните сторители на воени кривични дела. Извештајот заклучува дека тоа и штети на перцепцијата за независност и непристрасност на судот. Американската вселенска агенција НАСА најави планови за следна генерација ракети кои ќе носат астронаути во Вселената по пензионирањето на флотата со вселенски шатлови. Првиот човек на НАСА, Чарлс Болден, го представи планот од 35 милиарди долари за новиот систем за вселенско лансирање. Тој рече дека НАСА го прифаќа предизвикот од председателот Обама да се биде одважен и да се сонува голем сон. Првата ракета се очекува да биде изработена и тестирана до 2017-та. Официјални лица на НАСА велат дека ракетите ќе бидат многу пософистицирани од генерацијата Сатурн 5, кои пренесува американски астронаути на месечината. Грција вети дека ќе ги исполни своите обврски што произлегуваат од договорот за спасување од должничките проблеми и дека ќе остане во 17 члениот блок на еврозоната. За европската должничка криза зборуваме о предложение, зашто има голема опасност да се прелее на други континенти. Во 25-минутниот телефонски разговор во средата, грчкиот премиер Јоргос Папандреу на германската канцеларка Ангела Меркел и на францускиот председател Николас Саркози им порача дека Грција ќе продолжи со мерките за штедење, со цел обезбедување дополнителна меѓународна помош и скратување на дефицитот. Ова е портпаролот на грчката влада Илиас Мосиалос. Папандреу, Саркози и Меркел беа согласни за целосна имплементација на одлуките од 21 јули и покрај сите гласини деновиве беше подвлечено дека Грција е интегрален дел од еврозоната. Грција е определена да ги исполни сите своји обврски договорени со своите партнери. Кризата што започна со Грција, Ирска и Португалија сега и се заканува и на Италија и Шпанија. Во Италија законодавците гласаа за мерките за штедење веќе усвоени во горниот дом на парламентот. Мерката е одобрена, а веднаш потоа италијанската полиција на улиците во Рим се судри со демонстранти кои го изразуваа своето незадоволство заради најновите чекори на владата. Директорот на Светската банка Роберт Зелик предупреди дека глобалната економија навлегла во нова опасна зона заради должничката криза во Европа. Во поголемите градови во САД, камиони од кои се продава храна станаа вообичаена гледка. Од овие камиони се продава се, од свеж зеленчук до брза храна, но и убави оброци. Ова е лесен и ефтин начин да се води бизнисот, споредено со тоа што би чинало да се води ресторан. Но прашање е колку е тоа добро за животната средина. Таа загриженост довела до изградба на зелен камион за храна. Еве ја приказната. Во брдата над Лос Анџелес во населбата Малибу, што туку започнува голем концерт. Многумина боси танцуваат на ритмот на локални музички групи и јадат локална храна. Домаќин на настанот е зелен камион, бистро на тркала, посветено на оперирање на начин што не наштетува на животната средина и продава храна приготвена на таков начин.
Целта е органската храна да се направи достапна за секого. Мичел Колиер е коосновач на Зелениот камион. Се на неговото мени е направено од органски локално одгледани растенија во радиус од 160 километри. Зошто органско? Затоа што тоа е почит за она што ви дава живот. Но грижата за планетата, како што се рекламира компанијата, не завршува со храната. И камионот е зелен. Наместо на бензин, тој вози на биодизел и отпадно растително масло, што преостанува по готвењето. Камионот има простор каде се става биолошки разградлив отпад. Тоа потоа се испреќа назад кај фармерите кои го снабдуваат зелениот камион со производи. Вилушките, лажиците, чиниите, се е биолошки разградливо и се рециклира. Дури и подготвувањето на храната е на соларна енергија. Се во ова им се допаѓа на консументите. Убаво се чувствувам зашто знам што јадам. Убаво е да си свесен што внесуваш во твоето тело. Поддржуваме нешто што е дел од поголема кауза. Не само што сум сит, туку и задоволен. Бизнисот започнал пред 5 години. Тогаш Колиер, поранешен манекен и актер, се здружил со Кем Мисели, поранешен банкар на Wall Street. И двајцата сакале нешто да сторат за животната средина и се родил Зелениот камион. Трета година оперативен, Зелениот камион почнал да генерира и профит. Сега ги има 5. 3 во Лос Анџелес, 1 во Сан Диего и 1 во Њу Јорк. Долго се мислеше дека најголема опасност за населението се болести што се пренесуваат преку комуникација. Светската здравствена организација сега гледа поголема опасност во другите, хронични болести. Гледајте на утре, ќе ви кажеме зошто. Ракот убива 7,6 милион луѓе годишно, повеќе од сидата, маларијата и туберкулозата заедно. Што може да се стори за тоа? Гледајте утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. А за многу повеќе информации појдете и на нашата веб страница. Адресата е glasnaamerika.com. До гледање.